Бидејќи имаше успешен пинг-понгарски ден за нас, за прилепчаните, вчера во салата од основното училиште Добре Јовановски се одржа првиот пинг-понгарски мастерс турнир за сениори и сениорки. Таму учествува и прилепчаните, така што оправдано мој гостин во студиото Антонио Стомнаровски, член на пинг-понгарскиот клуб Младост 96 од нашиот град. Добро вечер, добро ни дојде во студио. Најпрви добро вечер. Фала за поканата на Радио Пела и гледачите и слушателите. Стварно ми е голема чест да присуствувам на ваков настан. Уште еднаш благодарност. Да, меѓутоа со повод, бидејќи ти вчера на овој мастерс турнир успеа од 48 учесници да бидеш трето место. Тоа е еден висок пласман и навистина сите пријатно не изненади. Дали ова го очекуваше трето место во таква силна конкуренција? Искрено сакам да се заблагодарам најпрви на пинг-понгарскиот клуб Младост 96 и на раководството на пинг-понгарскиот клуб Младост 96, што ми дадоа голема огромна поддршка на сите мечеви. Благодарност на подпредседател на Пинг-понгарска федерација на Македонија Златко Рикаловски, тренерите кои беа до мене на сите мечеви, Горан Наумовски, Гоце Тошевски. Искрено голема благодарност и за мене многу голем резултат во цела досегашна кариера. Да, и може задоволен беше Златко Рикаловски, кој претходно го спомна, представник и на федерацијата, но секако и на пинг-понгарскиот клуб Младост 96, и во разговор со него тој истакна дека ова е голем успех и за клубот и за тебе во твојата кариера. Па да ни кажеш како беше на вчерашниот мастерс турнир, како помина, кои надпревари вака би ги издвоил? Еве, бевте поделени сите пинг-понгари во групата, во групи. Во твојава група, како беше? Па добро, се изборив да го освојам првото место во групата, за да ми биде... И некој бевте четворица во групата? Да. Да ми биде после тоа полесно, за да одам на полесен противник, пошто првиот паѓа со вториот од другата група. Да? Се изборив да бидам прв во групата и потоа... Дали тоа беше лесно во групата? Па да, искрено да, пошто играв и со Зоран Димитриевски од шампион ФА од Штип. Ама... Како беше резултатот со него? 3-0 за мене. Значи до 3 добиени сетови? Да, на 3 добиени сетови, го добијав 3-0, исто и другите мечеви. И потоа одиш понатаму, како прво пласиран, тоа е една предност, го добиваш второ пласираниот, кој беше тој противник? Второ пласиран беше Мики Петковски од екипата на Крива Паланка. Стварно добар меч, но психички спремен, со верба и сила и извојував победа. Резултатот конечен како беше? 3-0 мислам дека беше резултатот. Значи и таму убедил. Да, или 3-1, така некако. Не се сеќавам, пошто стварно ми е многу кефи. Добро, во секој случај победа и продолжуваш понатаму? Да. Потоа играв со панав на Дамјан Стојчев од екипата исто на шампион ФА од Штип. И тој е познат играш. Да, добар играч искрено, но јас влегов многу цврсто, многу сериозно и како за крај победив на мечот. Добро. И понатаму што следеше? Потоа, после тој меч, тоа беше четвртфинале, полуфинале играв со Филип Младеновски од екипата исто така на шампион ФА, која во првите два сетови водев 2-0. Потоа Што се случи тука, некоја криза? Да, малку западнување, ама и
од претходните две утакмици исцрпен и малку тешко. Но не успеав да го победам, тоа е тоа. Тој е противник квалитетен што знае да ги искористи сите слабости на противникот. Па да, тој е искусен према мојата игра, ама јас влегов многу цврсто и сериозно да го изиграм мечот, но да кажем на пола меч слабост. Дали тука можеби психолошкиот момент одигра улога? Да. Малку психа, малку нервоза, лево десно. Се случува ли често нервозата во такви моменти, кога се води 2-0, па потоа противникот се созема и се приближува резултатот? Да, тогаш се игра до крај. Не дека водиш 2-0, се игра до крај, пошто мечот се играше на 4 добиени сетови. Јас на 2-0 и 12-11 за мене погрешив сервис и малку се изнервирав и затоа сето настана така. Значи тука и среќата не достасуваш. Да. На 12 спрема 11, а 2-0 во сетови, ако беше 3 спрема 0, веќе ќе беше пред самиот крај. Да кажеме искрено, мечот се игра до крај и да водиш 10-0, значи се игра до крај. И да губиш 10-0, се игра до крај. Не треба никогаш откажување. Како што влегуваш во теренот кога се загреваш, така треба и на утакмица, се од себе да се дава. Јас морам да му честитам вака на Антонио Стомнаровски, бидејќи од толку многу надпреверувачи да го освоиш третото место на вистина и успех. И не е случајно тоа што го напишавме пред почетокот на нашата емисија во видеото на Facebook. За оние кои што се приклучија на Facebook, сигурно дека видеа дека напишавме гостин нашата прилепска пинг-понгарска гордост. Зошто е тоа така? Еве зошто е така. И навистина од срце честитките, но мене ме интересираше, вие разговарате за тоа како се однесува надпреварувачот за време на еден надпревар. Антонио спомна слабост покажа, па тука се реши надпреварот. Јас ќе го поставам прашањето веднаш по рекламниот блок. Треба и малку и да одделиме минути за нашите пријатели. Антонио без нив не можеме. Да, без нив не можеме. На Антонио ќе му дадеме можност неколку секунди или минутки уште повеќе да се приспособи на атмосферата овде и веднаш продолжуваме со разговорот. Јас имам едно интересно прашање, па ќе продолжиме заедно со разговорот, но веднаш по рекламниот блок кој што следува. Сега останете на истата бранова должина 96,8 FM. Се за вашиот дом, се за празниците. Пазарете во Стибера Ексклузив Хоум Центар Прилеп наспроти Цепенков. Среќни новогодишни и божични празници ви посакува Стибера Ексклузив Хоум Центар. Телефон 075 237 212. Тука сме повторно во студиото на Радио Пела и емисијата Радио што се гледа, односно спортскиот журнал. Прашањето до Антонио Стомнаровски спомна пред малку дека си покажал слабост. Кажи ми како се однесуваш кога пред тебе има противник, кога подсвесно си велиш сега ќе го совладам,
Кога водиш еве 2-0 во сетовите и останува уште еден, како се однесуваш тогаш, но како се однесуваш кога губиш? Па, вака сега, значи, кога водиш 2-0, дава се од себе до крај, за да заврши мечот, да кажам од една страна, да не се мачиш, да играш други сетови. А кога губиш, тогаш треба да си најак, искрено на терен, за да можеш да го добиеш. Пред да го почнеме разговорот тука, малку ми подспомна кога си водел 2-0 само на кој меч. Што ти даваше мотивација целосно да го завршиш надпреварот, без да му дадеш шанса на противникот да се врати во игра? Па тој меч беше со Филип Младеновски од екипата на Шампион Фауч Тип. Честитки за Филип, искрено, добар меч, но пак ќе се навратам на муабетот. Покажав слабост што не издржав на надпреварот, ради што бев исцрпен према другите два надпревари. Требаше дадов се од себе, ама тоа е тоа. Па најважно е секојаш да се даде се од себе, Да. за да не можеш потоа да си се обвиниш сами од себе си дека не си дал максимум. Да. Тоа е важно во спортот. Го спомнавме Филип Младеновски, тој беше второ пласиран. Сега неколку зборови и за првакот вчерашен Кристијан Станојфовски. Па Дали секако очекувано биејќи е актуелен шампион на Македонија, но што мисли за негови игри, квалитети? Па искрено морам да го поздравам, Кристијан Станојковски ми е добар другар од мали години, од кога имаме почнато да играме пинг-понг. Стварно добар играч. Голем поздрав за Кристијан Станојковски. Тој е добар играч. Играше минатата сезона за Младост 96 кога бевме прваци на Македонија. И се уште сте шампиони. Се уште сме шампиони, но ќе се избориме и оваа година и оваа сезона да бидеме двократни прваци. Исто така морам да спомнам за женската екипа Младост 96, каде настапуваат Срминката Гвозденовиќ, исто така Катерина Михајлов од Србија со македонско потекло, Камелија Стојчевска. Искрено сакам да му посакам голем успех и да бидат шампиони, како и ние што сме. Да имаме двојна круна. Па сигурно како што оди сега Двојна женскава титула. екипа, може и тоа да се случи. Но Кристијан Станојковски лани беше соиграч твој, а сега е во другава екипа Крива Паланка. Едноставно конкурент, бијќи тие сакаат да ја земат титулата сега во Крива Паланка. Па да, последно игравме во Скопје, во салата Јане Сандански. Не добија 4-3 во двојке, во дубал. Тој беше пресуден последниот меч. Да, стварно добра утакмица. Морам да се заблагодарам на нашиот играч Стефан Костадиновиќ од Србија. Стварно добар играч. Да се заблагодарам на Петар Костовски, да се заблагодарам на Александар Рикаловски, на Андреј Лашковски, пошто ние сме стварно екипа со срце, играме со душа, со кеф. И дај Боже да видиме двократни прваци, уште еднаш ќе кажам. Исто така и за женската екипа. Значи, по овој пораз не губите надеж дека ќе одбраните титулава шампионска. Иако претрпен е пораз од Крива Паланка. Значи, добро, имаме уште 3 утакмици за играње со Крива Паланка. Значи, Така рано е да- тие да се радуваат. Добро, сега секој кога и да победи, се реално да кажеме, му е кеф. Така да ние не се откажуваме, тренираме, даваме се од себе и Младост 96 ќе биде двократен првак на Македонија, повторно, се надевам. А за мастерс турниров треба да кажеме дека е многу значаен за да се обезбеди пат на учество на Балканско првенство. Тука какви ти се шансите, бијќи четворица патуваат на Балканијадата, а ти си сега трето место. Дали е направен еден значаен чекор од твоја страна? Па,
За мене да, јас би играл до крај и на другите турнири на Мастерс, за да овозможам пласман, за да го представувам нашиот клуб, да представувам Македонија на Балканско првенство. Ми е огромна чест. Да. Како се подготвуваш за овие надпревари? Дали заедно со клубот или имаш и нешто и посебно? Искрено и психички, и физички, и уште еднаш ќе кажам дека сум преблагодарен на нашиот тренер што ја води машката сениорска екипа, Гоце Тошевски. Огромна благодарност за него. Исто така за Златко Рикаловски, Горан Нумовски, Маријан Матраковски, што сме сите во клубот. Значи една Со поддршка тренинг. од сите. Да. Колку тренинзи имате преку неделата? Па неделно имаме 3 тренинзи, во понеделник, среда и петок. Дали се доволни 3 тренинзи? Па да, некогаш и правиме плюс 2 тренинзи кога и да треба. Редовно тренираме во понеделник, среда и петок. И плюс уште еден ден. Многу Кога има интересно слободно. што таа сала ја делите со другиот прилепски клуб Младост. Па како успевате да се договорите за термини? Па тие играат во среда и четврток. Во вторник и четврток, извинете. Ние сме во понеделник, среда и петок. Значи, едноставно братски се Да. распределува Да. времето и просторот. Да. Што мисли за условите во таа сала? Условите се добри во таа сала за тренинг, за утакмица. Само треба да се реновира салата. Иако изгледа вака прилично малечка, меѓутоа сигурно е доволна. Бише станува збор за индивидуален спорт. Да. Сега во Суперлигава што ве очекува понатаму по овој пораз? Дали и друг противник гледаш вака силен во Суперлигава, освен Крива Паланка? Па добро, има добри играчи, стварно. Добри играчи, но кога тренираме, ние се бодриме и на тренинг, и пред да влеземе на утакмица, цел тим се собираме, одиме до крај, одиме до шампионска титула, пак ќе кажам. Значи, сите сме тука сплотени заедно да се бодриме. Било кој да игра, ние сме доколку играм јас. Тие стојат до мене, доколку игра друг, сите сме тука, сите си помагаме меѓу нас. Гледам дека која не оди се бара тайм-аут, па сите се собираат, некако се делат некои совети. Па да, зависи. Психички малку да одмориш, каква серва обично да се дава. Да се смени тактиката? Да. Добро. Ајде да ми кажеш за твојава кариера, да ги запознаеме нашите слушатели. Кога почна со пинг-понгот? Па, уште од мала возраст играм пинг-понг. 5-6 години, така мислам нешто. Боште Од мал имам- Кој те упати во пинг-понг? Искрено, Кој те насочи да бидеш пинг-понгар? искрено по своја желба сам. Слушна од некаде дека постои таков спорт? И таков- Слушнав, да, и сакав да пробам да видам како е чувството, пошто стварно ми беше интересен спорт. И кога појдов во салата Партизан да тренирам, уште одма и гледам деца играат на маса, се и баш мене ми беше кеф. И така започна сето. Јас секогаш велам, предноста на овој спорт, пинг-понгот, во неговата убавина и во тоа што нема контакт физички помеѓу едниот и другиот противник. За разлика од други спортови каде што има и многу грубости. Да, добро, сега. Дали тоа ти се допаѓа вака? Тоа е добро, ама се случува некогаш, пример, да земиш поен или да земи поен, па да викне на поен или да... Како провокација некоја? Да, И тоа се случува во пинг-понг. да. Има провокации, реално. Има ли некоја граница до каде е дозволено тоа да се случува? Тие извици?
тие радувања? Па добро сега, радувањата е искрено према поен, земаш поен, ти си го изиграл поенот, си вложил труд да го изиграш поенот реално. Значи, во некој случај оправдано е тој извик. Па Да да, се ама случи. не да е навредливо сега, во смисла, знаете, пошто има и такви некогаш моменти кои некој може да ги направи, ама тука следи жолт картон, па уште еден жолт и црвен, тогаш се зема поен, те казнува и така. Што се случува, например, кога одлично ќе одиграш во некоја акција, но противникот наместо да го упати топчето надвор, тоа удира точно на работот на сичката. Па, Една несреќа. тоа е реална среќа. Реално, пошто Како ги Мене баш ми како се ги прифаќаш снимаше. тие поени за противникот, а всушност се некоја среќа? па доколку мене ми фати, јас би се радувал, доколку на противникот му фати, тој би се радувал, тоа е реална среќа. Ние кога рекреативно игравме и играме пинг-понг, велиме извини. Да, се извинуваме или на Што мрежа значи тоа? доколку... Зошто извинување? Па дека не е намерно. Дека не е некој заслужен поен. Не, дека не е намерно направено сега. И тој вложува труд за да земи поен, сега се мачи во играта. Едно прашање до Стомнаровски од мене. Која ти е специјалност кога играш на пинг-понгарската табла? Што најмногу користиш? Па, Што најмногу сакаш? Кој удар сакаш да го искористиш? Каква серва имаш малку да... Искрено, јас сум дефанзивен играч. Така да најдобро е кога е неизвесен резултат, како јас дефанзивец играч, да дадам кратка серва и да можам да нападнам за да го земам поено, за да не влези тој во игра, пошто доколку му дадеш да игра тој, Зошто си се одлучил за таква тактика дефанзивна? па уште од Да мал. не напаѓаш? Уште од мал, од кога почнав да тренирам и почнав да бранам, да бранам на тренинг уште од мал и моите тренери видеа дека треба да бидам дефанзивен играч и сум преблагодарен што тие ми овозможиле ете да можеш да ти кажи на која игра ти прилагодува играта која е твоја. Пошто офанзива не ми лежи толку према мојата игра што играм дефанзива. Значи секој си одбира своја тактика. Да. А гледам кога се игра дефанзивно, треба да имаш да ги враќаш топчињата и од назад. далечина. Да. Тоа го правам, имам изиграно стварно доста добри поени. Исто така и во неделата многу добри поени, дури искрено да кажам, ако беа и од други градови ми аплаудираа ради што стварно многу добри поени. А тие се и највредните поени кога се враќа топчето од далеко. Да. И тогаш уште се креваш, тогаш уште повеќе играш. Дали губиш, дали победуваш, значи се од себе даваш до крај да играш. Да ни кажеш некој кој ти е инспирација, вака голем играч, што си го видел на телевизија, можеби од овие големи играчи. Па Ние ги памтиме искрено поранешните, меѓутоа тие се одамна гостуваше еден Драготин Шурбек овде во Прилеп, кога се формираше овој клуб Младост, тоа е многу одамна, тој Јас сум за го жал. знал. И тој успеваше така да го врати топчето во тоа време од далеку. Добро, мојата игра, јас како што играм играта, ја игра дефанзивецот Јосе Јунг. А иначе навивач сум за Тимо Бол од Германија. Левакот за Германија што игра. Стварно добар Тој играч. досега до каде има стигнато? Па мислам дека сега на светско што беше на телевизија, мислам дека отпадна. Штета што Мислам дека да. немаме следам шанса тоа. многу да гледаме пинг-понг на телевизиските канали. Претежно има фудбал, па кошарка, ракомет и тенис. Другиве спортови се запоставени, а
по мое мислење дека и пинг-понгот е доста запоставен, треба повеќе да има пинг-понг на телевизија. Па да, пинг-понгот е добар спорт. Преубав спорт за гледање. Да. Меѓутоа треба да го има за да се гледа. Па добро, возможуваат преносување, ама обично сега, како што гледам над преварите се рано наутро ги даваат. Ја не ги следам Необично време. Да. Инаку од соседство Бугарија има некој добар пинг-понг. Исто Србија, Каракашевич, гледам дека Добар е добро се Каракашевич, носи. да. Што мисли за него? Па добар играч. Стефан Костадинович што игра за нашиот клуб Младост 96. Мислам дека тој има играно со Каракашевич, се има надпреварувано. Сега не знам како е прем резултата, ама стварно бил добар. Ние повозрастниме го знаеме и тој поранешниот Каракашевич, кој беше навистина одличен играч, беше во репутацијата постојано и имаше еден свој стил кој сите сака да го гледаат, како и сите други репрезентативци кои беа и врвни светски пинпогари во тоа време кога беше Југославија. Затоа и познато презиме пинпогарско Каракашевич. И добро што и сега еве има наследник свој. Значи сега што да кажеме за женскава екипа, пред да разговараме вака официјално, ми кажа дека беше и судија во саботните мечеви. Да, женската екипа на Младост 96 е стварно добра екипа и одиме да бидеме прваци во сениорки. Иако сега е формирана. Да. Ама гледам дека станува збор навистина за засилување не само прилепчанки. Гледам овдека во женскава екипа. Само момент да го најдам над преварот. Па да, за Играат против женската Куршево. екипа Младост 96 се настапуваат Катарина Гвоздановиќ, исто така Катарина Михаилов, Камелија Стојчевска, Васе Богоевска од Крушево. Стварно добра екипа. Сакам да кажам и му пожелувам среќа да бидат прваци на Македонија. И ти исто. Пак ќе се надат, пошто стварно добра екипа. Дали за нив има место за тренизи во Салава? Да, има. Значи, за сите по нешто, колку што треба. Да, кога тренираме и ние има место и за нив. Значи, има повеќе маси, 4 маси се. И можеш да тренираме цела екипа. Двете екипи, да кажем. Еве гледам и на последниве два меча, значи со Крушево спомнавме 4:1, Да. а 4:3 против екипата на шампиони ФА. Тука последниот меч бил одлучувачки во двојки. Па да, искрено, таа утакмица беше многу добра утакмица. До последен поен се играше. Јас ја судев таа утакмица. За шампионфа играат значи Амелија, Вачкова и не знам. Вачкова, Ковачевска има. Ковачевска, да, таа е од Берово. Добра утакмица, само нашите пинпонгарки се стварно спремни, тренираат и им се заблагодарувам за таа победа на шампион ФА, пошто една од најзначајните за титула таа е победа. 11:9 е добиен мечов во двојки. Да, во двојки, Бидете да. сигурни. Значи, беше Да. докрај израмнето. Докрај израмнето и на крај, кога победивме, искрено многу кеф во екипата Голема и радост. многу голема радост, да, за Младост 96. Добро, Антонио, тука би го завршиле разговоров, бидејќи немаме многу време. Скратено Сакам да напомнам само за
За организацијата голема благодарност за пинг-понгарскиот клуб Младост 96 за Добро бизнис организиран. лигата, да. Што учествуваат сите компании и сакам да прерасти во поголема традиција. Сега е на самиот почеток. Да. Сепак е Доста добро. многу ветува почетокот бидејќи 15 компании. Да. Наистина е одлична бројка. Добро, са искрено Младост 96 клубот е значи добра организација е пред се, добро организирано, значи во салата сите се чувствуваме како брајча, да кажам, да Едно нема семејство, да? да, како едно семејство и да е добро да се надпреваруваат и сите други кои сакаат од компанија. Да. На крајот, уште да те прашам, кој е твојот план во пинг-понгот, до каде сакаш да стигнеш? Која е твојата желба да ја постигнеш? Мојата желба е да Бидејќи во пинг-понгот кариерата трае и многу долго. Еве гледаме доста возрастни пинг-понгари, гледаме. па Се се игра до крај. Оди Да. се такмичиш на сениорско, да даде Господи на балканско. Значи, што повеќе титули? Да, сега повеќе Или медали? Титули. Титули најбитно е тоа, пошто искрено сега сакам да ја задржиме, да бидеме двократни прваци на Македонија. Тоа ми е желба. Исто да бидат девојчината за прв пат како женска екипа на Младост 96 да биде први. Да освоиме двојна круна, двојна титула, да се радуваме на успесите, на грешките, да учиме, да тренираме. Тоа. Добро. Во друга прилика, при наредниот успех, повторно да се слушнеме и да се видиме овде. Ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. И сега одиме со музика, а потоа имаме и други содржини. Ќе кажеме нешто и за бизнис лигата по детално, од пинг-понгот, па за кошарката, машка, женска, за ракометот исто така, машки и женски, па за фудбалот имаме нешто што кажеме и така до 18 часот и 30 минути.